Во принцип, дискутираме пред се за одредени анатомски склоности и градба на организмот кои што овозможува да бидат многу блиску аналниот отвор и излезот на уринарниот тракт кај жените и токму поради тоа едноставно доаѓа до поголема веројатност за премин на бактерии од гастроинтестиналниот тракт во уринарниот тракт кај жените и на тој начин тие се поподложни. Во суштина, за да го разбереме ова, треба да сватиме дека во најголем дел инфекциите на уринарниот систем кај женската и воопшто и кај машката популација се предизвикани од ентеробактерии, бактерии кои што ние веќе ги имаме во нашиот гастроинтестинален тракт како нормален жител, а пред се Ешерихија коли. И многу често, уште во периодот на рано детство, додека ги учиме децата како правилно да се бришат, фактички правиме една самоинфекција и тие бактерии остануваат во нашиот уринарен тракт тука практично за секогаш. Дали ќе се развијат или не, во симптоми и во инфекција зависи од бројни фактори, пред се од каков е имунитетот, количината на бактерии кои што се тука и токму заради тоа во одредени ситуации нашиот локален имунитет се намалува и покажуваме симптоми на одредени инфекции. Најчеста инфекција е циститот како што веќе спомна.